Добар ден. Денеска сме во општина Ѓорче Петров, заедно со кандидатот за градоначалник и советниците. Разговараме со луѓето, разговараме со граѓаните, ја нудиме нашата програма за живот во Скопје, за живот во Ѓорче Петров. Разговараме со луѓето по пазаришта, мостови, улици, зборуваме за нивните проблеми, представуваме како тие проблеми можат да се надминат. Оваа кампања не е иста како било која друга кампања. Оваа кампања е за нови политики на градоначалниците во Скопје. Политики за живот во Скопје. Политики во кои што ќе градиме инфраструктура достапна за сите. Политики со кои што ќе ги вратиме парите кон граѓаните, нудиме можности за сите. Политики со кои што носиме чиста околина затоа што нудиме здравје за сите. Политики во кои што ќе отвориме еден нов, поинаков, услужен град за потребите на граѓаните. Во овој дел од Скопје предвидуваме многу важни инфраструктурни решенија. Овдека кај Лепенец ќе ја споиме Илинденска со Ѓорче Петров и Волково. Ќе продолжиме и ќе ги споиме Љубљанска и булеварот Словенија, за да превозот во Скопје има логика. Ќе ја ревитализираме железничката станица затоа што железницата ќе ја вклучиме во јавниот превоз во Скопје. На влезовите во Ѓорче Петров и кај Волково ќе изградиме кружни текови со цел да го успориме сообраќајот, затоа што од брзиот сообраќај зависат животите на нашите граѓани. Почитувани скопјани, стојам пред вас и го барам вашиот глас. Јас сум човек кој што влезе во политиката во едни немирни времиња и даде свој придонес, оноку колку што можев, да го срушиме овој режим. Треба да го зададеме конечниот удар на изборите на 15 октомври. Ве повикувам на 15 октомври да излезете сите масовно на гласачките места и да ставиме крај на оваа приказна. Да започне нова политика за Скопје, Скопје за живот, за сите.